Правата на македонското малцинство кој што живее во соседните држави ниту далеку ги нема основните човекови права и правата кои што ги гарантира Европската унија, а дел од државите кои што ги кршат овие права се токму членки на ЕУ. Ова беше главната тема на годинешниот Семакедонски собир во Прилеп, во организација на граѓанската асоциација НЕИМА, на кој доаѓаат македонците од соседството по повод 151 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Ние не бараме ништо ново, туку сакаме тие европски права да важат и за македонците по род во соседните земји околу Македонија. Значи имаме декларации од Европски суд за човекови права. Имаме пресуди од Страсбург, меѓутоа сето тоа е ирелевантно за членка на Европска унија. Европските права се и за нас. И малите, значи и македонците по род во соседните земји имаат право да зборуваат на сопствен мајчин јазик, да учат на мајчиниот јазик. Тоа се тие европски права, кои веќе европски вредности кои минативе 30 години се наголемо кажувани сте стреме кон таа Европа. Меѓутоа, за жал, сите тие права ние не ги добиваме. Иако на средбата требаше да присуствуваат и македонците од Омо Илинден од Бугарија, не дојдоа поради одредени пречки на границата, па на средбата се вклучија онлайн. Освен од Бугарија, разочарани биле и од Македонија, поради тоа што не добивале никаква помош. Сакаме во Бугарија да се изучува македонски език, да има македонска телевизија, но ниту одговор, ниту ништо. До омбудсманот на Бугарија сме праштали. Тој одговори: ами аз следа работите, кад дојде време ќе ви одговор. Обраќали сме се Република Македонија, државата, не зема отношение, да не заштити. Нема на каде друго место да се обрнеме, се обращаме кам Меѓународниот суд Страсбург. Само од таму имаме поддршка. Осудили сме Бугарија веќе 17 пати. Обаче Бугарија не исполнува ништо. Во Албанија пак во моментов најголем проблем била агресивната бугарска политика за асимилација на македонците кои живеат таму. Албанија во сите пописи до сега нема ниту едно лице изјаснено за бугарин. Албанија беше приморана без ниту еден критериум за постојање на бугарско малцинство да признае во последен момент под притисок од закана за вето на Бугарија на европскиот пат на Албанија да признае такво непостоечко малцинство, и во изминатите години имаме агресивна кампања. Бугарските власти водат диалог на високо ниво со албанските власти за асимилација на македонско малцинство. Треба да биде поактивна македонската дипломатија, да биде поактивна и на терен и ке македонците во Албанија, да не го остават празен простор, затоа што тој простор го пополнуваат бугарите. Позитивен пример е со македонското малцинство во Хрватска, каде тоа ги ужива сите права. И ги имаат истите права како и хрватските државјани, значи да бидат запослени, да бидат бирани секаде и имаат право на финансирање на своите активности за задржување на својата културна автономија и на својот национален идентитет. Македонците во Хрватска ми припаѓаат некаде околу 130.000 евра. Значи за културните манифестации, за издавање на книги, на часописи и на сето она што им помогнува да го задржат својот национален идентитет. Од граѓанската асоциација НЕИМА се надеваа дека сите овие апели ќе стигнат до надлежните институции во ЕУ, кои што ќе помогнат во остварувањето на правата на македонците во соседството.